Министерството ги затвори 14 така наречени научни институти, кои навистина не беа тоа како што беа регистрирани и како што им е називот. И конечно, заедно со одборот за акредитација, тоа веќе мораше така да биде, ја затворевме и првата високообразовна установа, стручна школа, де факто, која се вика Факултет за бизнис економија. Да, мегаломански се проширени образовни институции низ Македонија, кои благодарејќи на една луда политика во мало, завршуваш средно, преку улица на факултет, државата доаѓа со дисперзирани студии, во Кјучево учиш правен факултет, во Лелчево учиш медицински факултет. Јас сум убедена дека замислата имала добра намера, затоа што да, има некои земји кои успеале тоа така да го направат, прво со дисперзирани студии, а потоа нели со малку стегнување на целиот систем. Кај нас е тоа неуспешен обид и нема што да дискутираме понатаму. Битно е да видиме дека е неуспешен, да признаеме дека е неуспешен и да се обидеме да го поправиме, како што во овие 15 месеци ние и направивме. Јас и понатаму велам... Вие сте свесни дека тој временски период, тој интервал во таа помама секаде образовни институции направи сериозен удар и кон критериумите на главните високообразовни институции кои се најдоа во ситуација на конкуренција, повели и кај мене ќе се помене исто толку лесно како сега се обидувам да импровизирам, но некако тоа повлече кон долу наместо овие да може да ги придвижи кон златниот некаков стандард. Едноставно кажано тоа е тоа, иако идејата била дека конкуренцијата ќе го подигне квалитетот на образованието, но како што многу нешта се случуваат на Балканите, па и во Македонија, тоа е неуспешен обид. Затоа, во новиот закон за високо образование, ние ќе ги подкренеме и критериумите за избор на професорите. Оти професорите треба да имаат и научен бекграунд, и истражувачки, и образовен бекграунд, и интегритет треба да имаат. Зборувам за јавните. Приватните ќе си ги затвараме еден по еден, така како што ќе си заслужат. Или јас пак се надевам дека пурник нови институти, кога почнавме да ги контролираме и затвараме првите, дел од нив сами се затворија.